Океј, ова е Geely стареј, најголемиот модел во моментов во Geely ке нас. Основа по кафе како изгледа. Изгледа уствари многу добро е. Се одвојува дефинитивно на паркинг. Одличен дизајн од напред, многу футуристички. Големи 19-ични алуминиумски филми со убав дизајн. Ево идеме малку и од позади да изгледа, да видиме како изгледа. Позади. Има два успоха, само што не се гледаат скрини се доле, али дизајнот е дефинитивно нешто што го одвојува од другите возила на паркинг. Да, ево. 4,67 на 1,90 со висина од 1,71 м. Има висина од земја од 21 см, така да прилично класичен SUV изглед. Идеме внатре. Многу простор, изобилство на простор уствари. Електрика на предните седишта и возачко и совозачко, со грејење доаѓаат и предните и задните седишта, грејење на волан, дури има и грејачи на предната што вршаем, значи баш оно грејачи, микрожици. Голем 13,2 инчен монитор и помал 10,2 инчен монитор за инструменталната табла. Ајде имаме внатре како е. Ево. Основа, екранот е прилично брз и респонзивен. Се контролира малтене како таблет, значи има на drop-down мени, апликациите се основа ова. Тука се командите за климата, грејачите, радиото, значи основа овде се контролира све. Ова е home скринот. Поставките за возилото се тука, значи може да бирате све од амбиенталното осветлување до интелигентните системи, напредни системи за безбедност што се стандард како да реагираат. Значи, за разлика од многу европски, а и кинески брендови, Geely во стандард нуди комплет напредни системи за асистенција на возачот. Значи, тука ги имаме ние радари за следење на возилото. Пред вас системи за следење на коловозна трака. Ево, ќе го светнеме малку. Чита сообраќајни знаци, автоматско кочење во случај на нужда. Geely пилотот или такозвани highway асистентот го имаме овде, значи полуавтономно возење малтен. Полуавтономно возење. Нормално wireless charger за мобилен телефон, место за два мобилни. Доле има ситни, еве ги тука се USB портите 12 волт уште еден простор за ситници. Што имаме тука у средината, значи тука е менјачот, копчето за паркинг позиција за менјачот, електричната паркинг кочица, нормално место за чашки. Наслон за раце уствари е климатизиран, значи може да се лади или грее. Што имаме друго, класична фиока, исто осветлена. Место во вратите за флаш од литро и пол. Значи на сите страни има некој корисен простор. Ајде да видиме од позади како. Добро. Изобилство на простор, значи во основа јас сум 1,85 м. Го наместив седиштето напред за мене и еве позади мене има барем уште 6-7 см простор, значи буквално можам да се излежавам и пак не ги допирам предните седишта. Што имаме позади? Отворите за вентилација, место за мобилен, два USB порта, еден тип А, еден тип С. Значи клинците од позади или песопатниците ќе си имаат интернет. Нормално наслон за раце со чашки, држачи за чашки. Гори имаме сончев кров што се движи по должината на целото возило, значи 1,2 метри квадратни стаклена површина, еден од најголемите стаклени кровови у класа уствари. Се отвара до половина, од друга, значи до половина се отвара, а од половина натаму е панорама, значи ова е сончев кров со панорама. Нормално место за ситници, повторно место за флаша од литро и пол. Пазено на детали, значи убави материјали и на задната клупа, или обично производителите сега штедат малку на задната клупа, ама Geely се решил комплетно све да направи како што треба. И нормално идеме на ГПГ-то на она што најчесто им е и важно на луѓето што се решаваат за ваква класа на возил. Ајде да видиме што имаме овде. Значи, имаме
650 литри багажен простор, не знам колку се гледа ко кафе. Може да иде на второ ниво, значи да го спуштиме уште малку доле. Простор има изобилство. Убава работа е, во основи за тоа е стајано ова да биде на две нивоа, што кога ќе ги спуштите задните седишта, вака како, добивате овој скоро рамен простор, малтене, многу употреблив. Како што се гледа, просторот е скоро рамен, значи може да се легне, што се вика внатре во возилото. Океј, да видиме од позади што све е осветлено нормално по должина. Изгледа одлично. Тоа е отприлike тоа е нивото на опрема, едно ниво на опрема е комплетно, значи кај нас све добивате у стандард. Сите безбедносни системи, радари, следење на возила, препознавање на сообраќајни знаци, следење на коловозна трака, значи уште еднаш тој джили пилотот е малтене полуавтономно возење, мада мора да го држите воланот. Тој ето салонот, погледнете го возилото, имаме и тест возило на располагање, може го пробате. Изволете, тука сме.